Моето име е Олег. Јас сум првачен во основното училиште Мирчацев. Многу го сакам моето училиште. Има убав училишен двор, добри наставници и многу домашни задачи. Ама една работа не ми е баш јасна. Има ли некој да ми каже кој бил Мирчацев? Тој уствари е починат на 4 јануар, а ние го погребавме на 13 јануар, значи негде к вечерината, скоро, значи темница. Јас, татко ми и други блиски го спуштивме в гроб. Да кажем дека е роден на 20. октомври 1915 година во селото Ревоец. Основно училиште значи од прво до четврто одделение учел во селото Ревоец, а потоа се преселуваат во градот, така да често иделе и во градот, а знаеле земјоделие да работат често и во селото, така да биде на релација Ревоец-Прилеп. Но историски постојат докази дека од градот Скопје, од началникот на бугарската фашистичка полиција во Скопје, бил даден налог на полицајците бугарски во Велес да го следат, пратат и уапсат Мирчацев, и тука се поставува едно прашање кое што историчарите се уште бараат податоци да одговорат, дали е предаден Мирчацев и кој го предал. Кога ќе биде уапсен Мирчацев, нема да зборува, тоа ќе биде забележено и во бугарските извештаи, дека се покажал како цврст и како човек кој што не ги одавал не само пријателите, туку воопшто и не давал никакви информации. Моментот кога ги извадиле од градскиот затвор, се најдов на площадката кај саатот излезен од аптеката и видов со сопствени очи, врзани со синџири за раците и за ногите. Колку се сеќавам, нешто држеа како бовчичка нешто што имале со нив, и бугарски окупаторски војници со бајонетите на пушките по тројца од страните ги носат на железничка станица. Значи нешто што беше најмрсно, најлошо што јас го доживеав после убиството на синовиве, значи бугарите ги враќаа назад и донесени дома настана еден молк. Кој е тој? Што ќе се... Што ќе се обсуди ти кажи дека лице е отепан. А по кратко време и помарио брат. Иначе мајка ми многу често го спомнуваше Димчета,
брат на Мирчацев, многу скромен, многу повлечен, многу поинаков. За Мирче стално кажува дека зрачел со се. Зрачел со машко, зрачел со поглед, зрачел со верба, зрачел со се. После убиството на Мирчацев на 4 јануари 1943 година, бугарската фашистичка полиција го закопала на непознати гробишта, непознати за мојата фамилија. Интересно е да се знае дека Вера Црната, партизанка, која била семеен пријател, семеен другар на моето семејство, тие уствари израснале во заеднички двор и биле врсници со Мирче. Со незината група партизани го заробиле полицискиот началник кој директно учествувал во неговото закопување и тој под присила признал каде телото на Мирче закопано. Вера Црната го откопува телото и го пренесуваат во Прилеп. Нека му е вечна слава на нашиот великан и да живее нашето основно училиште Мирчацев.